Веднаш по доаѓањето на функција градоначелник на општина Центар дадов налог да се изврши ревизија на проектот Скопје 2014, што беше впрочем и едно од главните наши изборни ветувања. И тогаш сметав и денеска сметам дека граѓаните имаат апсолутно право да дознаат вистината за тоа каде и како се трошеа нивните средства. Знаете дека имаше два извештаи, првиот беше готов во август 2013 година и бидејќи веднаш и првиот и вториот беа предадени до основното јавно обвинителство, можеме да констатираме за жал дека имаме тригодишен молк од страна на јавното обвинителство, кој што со тоа што длабоко во своите фиоки ги стави нашите ревизорски извештаи, таму каде што ги стави, всушност спречи вистината да излезе на виделина. А во тие извештаи е многу јасно набележано дека има низа на законски повреди, дека има низа извршени криминални действија, но беше таква донесена одлука од страна на јавното обвинителство, верам, за жал. Да не заборавиме дека овој проект Скопје 2014 на почетокот беше најавен дека ќе чини 80 милиони евра, за да денеска можеме да констатираме дека чини 8 пати повеќе, односно 640 милиони евра. Но, што е добро, што е добра вест, тоа што сме овде. Токму тоа што сме овде, можам да констатирам моје мислење дека и да изразам задоволство што конечно овие материјали, овие ревизорски извештаи се најдоа во прави раце и имаме право сите да очекуваме да конечно биде правдата задоволена, имаме право да очекуваме сега вистината да излезе на виделина, бидејќи неколку пати јам кажано и сега ќе повторам, не може Македонија да излезе од оваа криза доколку нема правна разрешница, сето оно што го слушавме и што е направено во изминатиот период, односно да бидам многу подиректен, нема излез од оваа криза доколку оние што ги сторија криминалните действија не одговараат за тоа. Јас немам право од разбилни причини да навлезам што денеска разговаравме, но можам да кажам дека ги доставив двата извештаи кои што беа доставени до јавноста, вие сте сведоци, јавноста е сведок и денеска се наоѓаат на нашиот вебсайт и тие служат и многу ми е драго што служат како многу битен материјал, да не кажам основа да овој предмет оди понатаму. Што е разговарано, како е разговарано, немам право да кажам, тоа ќе мора да ги праште нив. Кои конкретни незаконитости во односно проектот беа повеќе интересирани обвинителките? Това не е тајна дека разговараме за Скопје 2014, има други предмети поврзани со општин Центар, тие добро ги знаете, но денеска разговаравме за Скопје 2014. Ревизорските извештаи што Побарано иска за тоа јас што најдов во општина Центар, како се одвива сите работи, тоа е во главно она што беше поставено. И ревизорските извештаи се докази затоа што многу јасно е набележано таму што се е сторено. Господин Симовски, според кривичниот закон во Република Македонија, предистражната постапка е нели предмет на тајна, но и покрај тоа, вие на оваа пресконференција дадовте дел од деталите што сте доставиле, па и што се разговарало, а плюс вашата PR служба го најави ова како настан, иако пак ќе повторам предистражната постапка би требало да биде тајна. Како ќе го прокоментирате ова? Го кршите ли закон? Многу внимателно правев план што ќе изјавам, затоа што знам што значи кршење на евентуално такво кршење на предистражната постапка. Не, зборам за документи кои што се веќе јавно обзнанети и тие веќе ги поседува и јавноста и сите оние кои што ги интересира оваа област. Точни ли се информациите дека станува збор за 4 споменици, конкретно Александар Македонски, Филип, ми се чини Методи Андонов, Ченто и уште еден споменик Цар Ке ве замолам за тоа да добиете информација од специјалното јавно обвинителство, затоа што тие најдобро знаат што е точно предмет на истрага. Но можам да потврдам дека се развиле Скопје 2014, што не е никаква тајна, затоа што знаете дека специјалното јавно обвинителство тоа веќе го потврди.